А емотивно и тажно беше и во Кочани, каде што вечерва се одржа мирен и достоинствен собир. На градскиот плоштад десетици црни балони беа пуштени во воздух во знак на почит на 59 загинати, кои се очекува да бидат погребани во четврток. Живееме во мртов град. Порачаа на собирот учесниците и побараа правда и одговорност за трагедијата. Подоцна собирот од плоштадот се пресели пред судот во Кочани, каде што граѓаните побараа ослободување на дел од притворените роднини и сограѓани. Побараа вистинските виновници да завршат зад решетки, а не како што рекоа членови на обезбедувањето и луѓе што продавале билети. На самиот собир беше отслужена и панихида од архиерейското наместништво на МПЦ-ОА, а митрополитот Брегалнички Иларион повика на смиреност и трпение со цел достоинствено да се збогуваат од загинатите во пожарот. Гинеме од нечист воздух, гинеме од несериозни институции, гинеме од корупција, гинеме од секаков вид на нефункционалност кој што ни го продуцираат самите чинители, самите носители на тие институции. Мора да се каже со име и презиме чија е одговорност. Целта на денешниот собир, тоест мирен протест, е овие наши сопрузи, родители, браќа, татковци да не одговараат за тоа што се притворени. Вистинските виновници треба да ги бараат на друго место. Значи овие луѓе да не биле ќе биле мртви уште многу деца кои се наоѓале во таа дискотека. Ве разбирам за сето ваше негодување и за сетиот ваш револт, но ве молам во овие денови, се додека телата на починатите се на земјата, се додека телата на болните лежат во болниците, сите ние да бидеме смирени, да бидеме единствени едни покрај други,